во овој утрински петочен брифинг да направиме една екскурзија кон филмот, бидејќи со нас редовно во петоците е Владко Галевски. Владко, добро утро. Добро утро. Оваа недела и овој викенд ќе бидат политички викенди, бидејќи имаме јетен надар, што ви кажат. Ние упад правиме во политика. Имаме избори, така што денеска се договоривме пак малку да поразговараме околу политиката на филмот кај нас, да кажам, и така, околу политиките врзани за филмовите кај нас и така. Ајде прво една елементарна основна оценка. Која е политиката на финансирање филмови во Македонија? Бидејќи имаш голема километража во следење на тој... Тука почнуваат проблемите, а не завршуваат никако. Мислам дека во однос на остатокот од светот кој произведува филмови, ние во нашето Министерство за култура и во нашето гледање на тоа како се прават филмови, сме прилично стерилни, прилично заостануваме за светот. Во која смисла, Владко? Во смисла на методологијата на поделбата на парите, на принципот на кој се делат парите за мислиш, филмовите. Мислиш, помеѓу продуцентите или внатрешната структура? Јас зборувам за центарот од кој се одлеваат парите, значи од Министерство за култура се префрлаат на Агенција за филм. Агенција за филм сега, бидејќи е второстепена во однос на ДФРМ, Тоа е Друштвото на филмски работници на Македонија, и со нив фактички дистрибуцијата на пари ја прави Друштвото на филмски работници. Сакале тоа да го признаеме или не, или сакале... Дури да е тоа точно, што предпоставам дека има луѓе кои не би се согласиле, не е ли тоа добро? Дали е добро? Да. Работата е во нетранспарентноста и во немањето отчет за тоа што се работи. На кое ниво? На ниво на завршени филмови, на ниво на потрошени пари. Во која смисла немање отчет, бидејќи во суштина многу тешко се одобруваат плюс фондови ако не ти стигнат, таму постојат извештаи и така натаму, мислиш на некаква поширока јавност? Па не, мислам дека тоа што е дадено како буџет за еден филм, прилично нетранспарентно се враќа во базата, односно Министерството за култура како да не води доволно сметка како и зошто се потрошени парите. Владко, бидејќи имаш исто така големо искуство и си бил и присутен и си учествувал можеби во снимање филмови и сето тоа, предпоставам. Како може Министерството да има увид во тоа? Бидејќи јас сум работел за неколку големи продукции. Како би требало Министерството да остварува увид во тоа? Врзоство на документи, Саша, нема друг начин. Ама тоа секако ми се чини дека го прават. Го прави УЈП, го прави овие што се задолжени за финансиски контроли. Јас не можам да тврдам дека... Затоа што Министерството се плашам дека нема капацитет за култура, да сега се занимава колку пари во кој си филм се потрошени за шминка. Што им е работа, Саша? Па мислам дека тоа не име работа. Име работа може би повеќе да оценат дали од тие пари е направен добар филм, па да кројат политика во однос на тоа, ама не и да мерат грамажа на шминка. Ете уште еден проблем, иако јас стојам за тоа што го кажа. Добро, имаме дебата. Уште тој проблем е па другиот проблем, вториот тежок проблем. Тоа што кој е мериторен за одобрување на сценарија и снимање филмови, почнува се од читачите на сценарија, кои за жал, не знам дали е сега променето, за еден проект филмски имаше еден читач и тој ги даваше евалуацијата, правеше. Тоа значи дека со еден ум не може да се процени дали сценариот е добро и дали ќе имаме успешен филм. Да, ма мислам дека не е еден повеќе. Со години назад се повеќе луѓе кои што читаат. Двајца по проект се максимум. Да, тоа мислам дека двајца по проект. Но и тука има проблем, тука се зборува сега се зборува за непотизам, кој кому дава зошто на кој читач. Сигурно има тоа. Имено. Што нема во Македонија? Кастингот се прави со непотизам, предпоставувам. Добро, кастингот зависи и режисерот кој е умен не може да прави политички или партиски кастинг. Меѓутоа се надевам. Да. Во секој случај е проблематично тоа што
немаме елементарни критериуми за тоа што вреди, што паушален е, филмот е паушална култура, паушален уметност. На невидено се прават работи. Не знаеме, таква е работа. Еве, во издавачката дејност треба да се приложи барем половина книга, ми се чини, напишана за да ти одобрат средства за печатање. Овдека ништо. Овдека врз основен сценарио и режисерската експликација треба да имаме квалитетен или неквалитетен филм. За среќа, Сашо, само само да кажам, овие неколку години наназад имаме добри филмски продукти, со што... Владко, јас ова, како да кажем, мргодење што ти го правам додека говориш, бидејќи не сум сигурен како поинаку може да биде процесот. Еве, искрено мислам, бидејќи на крајот секако поднесуваш сценарио и секако поднесуваш режисерска разработка. Ако треба да поднесеш и завршен филм, не ти требаат парите од министерството. Сакам да кажем како поинаку би течел процесот пак да се кокрираат средства. Знаеме во светот како е каде што има поголеми филмски индустрии, има приватен капитал. Добро. Потоа таму критериумите може да бидат какви сакаш, од непотизам до желба за профит. Точно, штом се приватни пари. Така е, бидејќи се приватни пари. Овдека бидејќи се разбира дека во ваков вид на земја ние не сме единствената во светот и многу поголеми се многу зависни од државни фондови. Не знам како би можело да биде да се објективизира тој процес. Јас да знаев, веројатно ќе бев во Министерство за култура или ќе бев во Агенција за филм. Да пример, еве да го земе Медена земја. Добро. Кога Медена земја би поднеле или може би поднеле проект да биде финансиран од државата и таму експликацијата режисерска и таму сценариото би било како и на уште 10 други предлози за документарни филмови. На крајот ова излезе со огромен успех и со основните пари во Медена земја се странски. Да, тоа знам дека се швајцарски, но влезе и агенцијата за филм со мал. Сакам да кажем, проценката и таму е правена на еден предпоставувам нормален начин. Ние не дискутираме за случаи кај што има се разбира друг тип на критериуми кои што се неприфатливи. Но предпоставувам дека масовната и ова поголемата, може би не се согласува со мене, дека се прави на таков еден начин кој што е пак во крај на ни за сите. Да гледаме проблемот од друга страна. Колку се исплати филмот? Колку враќа пари? Нула се исплати. Мислам, прави минуси тоа. Сега, под наднаслов уметнички филм или авторски филм, не може да се пробутка, да се прогура све. Затоа, тој тип на контрола, за кој се залагам јас, повеќе слојна, од Министерство, од некој службе, Агенција за антикорупција, нејзина работа е да види дали има коруптивни елементи или не во цел, дали тој непотизам е злоупотребено нешто. Нема рецепти, Саш. Треба да се учи од треба да се учи од странците, кој каде како го средил таа проблематика, како ја третира, и мислам дека ќе се подобрат резултатите. Добро. Владко, се снимаат ли нас политички филмови? Политички филмови во смисла на тоа што, да речеме, јас проживеав цела една деценија во еден период кога се бавев со театарски рецензии, со театарска критика на така наречен политички театар. Ангажиран театар. Ангажиран театар на теми кои што се во последно време има. Во последно време сепак се случува, значи се третираат теми од секојдневниот живот, од современите случувања и секој има по некој елемент кој го врзува за политичкото во живењето. Тоа е филмот и на Теона претходниот, тоа е неколку кратки документарни филмови кои се така пикантни на таа тема. Какви се трендовите во светот, бидејќи филмот бега од политиката, зашто овие големиве филмски продукции сакаат сегде да се гледат и сега ако сакаш и кинеско и руско и напротив американците имаат многу политички филмови. Да не спомнувам наслови од Граѓанин, од Кейн, знаеш, до сите председателски луѓе, сите луѓе на председателот, до Милк, оној филмот на Шон Пен, до Доктор Стренџлав на Кјубрик, има страотно големо производство на филмови со политичка заднина или кои имплицираат теми од политиката. Но сега да кажам дека кај нас се подобрува ситуацијата, секој современ филм е условно политизиран. Имавме среќа, да не кажам добро е,
што во времето на претходната власт беа планирани страотни проекти со големи буџети на оние наши познати теми историски, така беше планиран Цар Самуил да се снима, Александар Македонски, Шуќур, па тоа застана, инаку ќе се потрошија страотни пари на небулозни филмови. Тоа се случи и со Столе Попов со последниот филм негов. Враќањето кон историјата почна да бледне. Тоа Со амбиции на Бен Хур, мислам, беа тие проекти. Владко Галевски, благодарам. Че си ја продолжиме ни оваа тема и во наредните 5 Јас имав намера да прозборам за фестивалите малку. Епа, часот е 9:24, а мислам дека беше важно да го ова 27 фестивали филмски во Македонија. Еве, тоа ќе биде тема за наредниот петок. Ајде, за фестивалите. Само 27. Само 27 со тенденција да се порасне. Да порасне. Добре, барем трендот е во добра насока. Така е. Владко Галевски, нашиот филмски агол за овој петок завршува.